Здраво, денеска е 13 декември, Свети Андреа. Велат од Савале, ако посетиш 3 манастири, Господ ќе биде со тебе. Ние посетивме 5 денеска. Свети Андреа, Света Богородица, Света Тројца, Свети Спас и Свети Георгија. Нека е зарно за убаво. Убав ден и се надевам ќе ви се допадне оваа археолошка авантура. Се наоѓаме пред црквата Свети Спас во Матка, која е возобновена во 1968 година. Но многу е важно да се напомене дека е направена на свето место. На ова место постоела црква уште во рано христијанството, поточно некаде околу 2 век. Мештаните знаеле дека постоело такво свето место, од старата црква ги вметнале блоковите во новата црква. Тоа се овие. Се забележуваат остатоци од нејасен латински надпис, при што можат да се распознаат буквите Р, Е, С, М, Ц, Ф, Х. Постоењето на храм на овој простор е несомнено. Без проведување на систематски и класични археолошки ископувања на локалитетот, прашањето за точната положба и целосната структура на овој древен храм останува отворено. Ова е разрушениот храм на Света Тројца. Не случајно е овдека исто и тој изграден. Внатре се задржале уште до ден денеска капители, јонски, дорски и стубови и блокови. Погледнете да ги видиме внатре овие убавини. Црквата Света Тројца, односно Свети Архангел Михаил, представува јужна градба од 12-13 век од периодот на византиска власт. На поширокиот простор околу црквата се среќаваат расфрлани или секундарно вградени камени архитектонски елементи, кои според своите типолошки карактеристики потегнуваат од раноримскиот до доцно античкиот период. Овие елементи припаѓале на најмалку 2 култни градби – антички храм и ранохристијанска базилика, што уште еднаш го потврдува исклучителниот континуитет на сакралниот живот во Матка. Ако сакаш да стасаш во Македонија, следи го сонцето. Ако сакаш да ја видиш Македонија, стави го сонцето во обете очи. А ако толку многу ја сакаш Македонија, и ако од дното на душата вистински ја сакаш, никогаш не го испуштај сонцето од душата. Петре Андреевски. Од Карпестиот теснец, денес преграден со висока бетонска брана, реката Треска тече кон север, продолжувајќи уште 1 километар низ стрмната клисура, пред да се прошири на поширок терен. Токму на ова место, на левиот брег на широка тераса, околу средината на 14 век било изградено култно место, манастирот Матка, со црква посветена на Света Богородица. Во зидовите на манастирската црква се вградени бројни камени и архитектонски елементи кои со голема сигурност потекнуваат од раниот римски период. Црквата има форма на тесен крст, впишан во квадрат со осма, а куполата почива врз осмоаголен тамбур, носен од масивни пиластри. Централната апсида од надворешната страна е тристрана. Со својата архитектонска концепција, оваа градба јасно се вклопува во рамките на византиската архитектура од овој период. Прозорците се мали и високо поставени, што е карактеристично за сакрални објекти од 14 век, прилагодени на облагодорената сакрална традиција на времето. Во тамбурот од југоисточната страна се вдзидани
2 меноа од ранохристијанска црква, а пониско на јужната фасада е зачуван и дел од антички столб. Овие камени елементи се со голема веројатност потекнуваат од една ранохристијанска црква чии остатоци денес не се целосно лоцирани. Црквата Свети Андреј е особено карактеристична по својата источна апсида, која е помала во однос на северната и јужната апсида. Како е изграден манастирот и зошто токму на тоа место? Денес пристапот до манастирот е мошно лесен, бидејќи патот до него е од поново време и вештачки издлабен во карпите покрај брегот на вештачкото езеро Матка. Се предпоставувало дека во минатото до манастирот се пристапувало од реката, со помош на кошеви, слично на начинот на кој и ден денес се пристапува до манастирите Метеори во Тесалија. Под манастирот на самиот брег на реката Треска и денес се забележуваат железни алки за кои најверојатно биле врзувани чамци, а потоа луѓето со кошеви или со други направи се искачувале кон манастирот. Малку знаеме за луѓето кои го населувале овој крај во далечното минато. Најчесто единствените сведоштва за нивната некогашна екзистенција се материјалните траги што времето не успеало целосно да ги избрише. Локалитетот Матка очигледно не бил изолиран. Напротив, тој бил обкружен и обликуван од влијанието на значајните културни центри од периодот на римската епоха, чии одласи се чувствуваат се до денес. Остатоците од антички храмови, ранохристијански базилики, а подоцна и средновековни цркви и манастири се уште не се доволно истражени и научно вреднувани. Но нивната силна и густо концентрирана присутност на овој простор недвосмислено укажува дека Матка имала исклучително значајна културна и духовна улога низ вековите. Овие сакрални објекти не биле само места на молитва, туку и центри од кои се ширеле идеи, вера и култура.